Добро дојдовте на Сигнал МК. Го гледате најновото интервју во кратки црти на Отворено. Во ова интервју разговараме за предвремените парламентарни избори и за тоа што младите може да очекуваат од овие избори. Новаа тема со Бојан Стојановски, синоним за младенски и политички успех и кандидат за пратеник во втората изборна единица. Бојан, ви благодарам што прифативте поканата за ова интервју. И благодарам за поканата и ја ценам можноста да се обратам преку вашиот почитуван медиум. Вие сте долгогодишен активист на Унијата на млади сили, односно од најмлада возраст. Кажете ми, што ве поттикна да станете член на политичка партија? Треба ли младите во Македонија да се занимаваат со политика? Така е, Никола. Од многу мала возраст сум политички активен преку структурите на Унијата на млади сили во ВМРО ДПМН. Можам да кажам дека првично ми се допадна интензитетот и динамиката која го нуди занимавањето со активизам во младинските структури на политичките партии. Веројатно тоа беше и секојдневие на моите родители, па потоа разбрав дека се она што мене како млад човек ми треба и она што јас сакам да го остварам од општеството, можам да го направам најлесно преку овој начин, преку вклучување во директен политички активизам. И генерално моите размислувања, мојот карактер, тоа како јас го гледам светот, како јас ја гледам оваа држава, се во најголем дел, би кажал, и целосно поклопени со доктрината и суштината која што ја нуди ВМРО ДПМН како политичка партија. Би им препорачал на младите луѓе да се вклучат во политиката или во активизмот, без разлика дали е тоа невладин сектор, одредена политичка партија, заради тоа што само на тој начин може да влијаат на процесите, да ги променат работите онака како што тие сметаат дека треба да бидат променети. Конкретно, доколку ние младите се соочуваме со одреден проблем, треба да ги искористиме сите инструменти на демократијата, за да тие наши потреби ги реализираме или ги решиме нашите проблеми. Во демократскиот свет тоа е политичките партии, тоа се одредени структури, одредени правни субјекти кои што општат со тие кои што треба да ги решат нашите проблеми. Така да би им препорачал на младите да бидат активни во своите барања, да не бидат пасивни, да пробат активно да ги решат своите проблеми, да ги бараат проблемите, тоест решението на нивните проблеми преку оние кои што се надлежни тие да ги решат и да направат се што можат за да си го подобрат животот. Понатака има и неколку други аспекти кои што се корисни од политичкиот активизам, тоа е оној нетворкинг, запознавањето на луѓето, дружење со луѓе кои што не се од вашата бранша, кои што се експерти од различни области, можете да научите многу нови работи, можете да стекнете нови искуства, нови знања, така да воопшто ценам дека е позитивно по секој млад човек да биде политички активен или активен во било каква сфера на општественото живење. Во програмата на ВМРО ДПМН велите младите се споменуваат 180 пати, додека пак во онаа на СДСМ младите се споменуваат скоро 140 пати. Кажете ми, зошто велите дека овие бројки се важни? Нели е поважна содржината на програмите? Така е, кога ја добив програмата, ме интересираше што е содржано во проектот за обнова на Македонија за младите луѓе. Изброев дека е 172 пати споменато, ама еве сте ме претекнали и драго ми е за оваа грешка што сум ја направил. Сепак 180 пати значи дека ако во една програма која што има над 300 страници, во просек младите се споменати можеби на секоја втора страница, што значи дека таа програма нуди содржина. Од над 300 страници, полни 12 страници се за проекти со млади луѓе, кои што се пак произлезени од разговорите со истите тие луѓе. Кои се по одредени истражувања топ 3 критични проблеми на младите луѓе во светот. Првото е како полесно да се стекнат со подостапно и нормално поевтино образование. Второто е како полесно да дојдат до квалитетно вработување согласно нивниот профил на образование, а третото како полесно да се стекнат со сопствен дом. Тие три прашања во проектот за обнова на Македонија се системски одговорени и решени, како и многу други кои што ги засегаат младите луѓе. Со самата суштина дека ваму се во нашата програма проектот за обнова на Македонија 180 пати споменати, а во програмата на СДСМ 140 пати, јасно укажува кој добил повеќе простор или чии потреби која политичка партија повеќе ги акцентирала. Тука би сакал да упатам еден апел до младите луѓе да направат една споредба. Кој до сега во овие 30 години направил повеќе за младите луѓе во оваа држава? Да си одговорат на прашањето кој ќе биде подобар за мене, кој ќе направи подобро за мене, кој ќе ми даде подобри услови, кој ќе ми даде повеќе можности да успеам во животот, и одговорот на тоа прашање нека ги насочи и навигира за кого да го дадат својот и сопствениот глас. Кога сме кај младите, на пресови постојано обвинувате за тоа како младите се иселувале. Но младите се иселува и за минатата влада на ВМРО ДПМН,
младите се иселуваат и за оваа влада предводена од СДСМ. Кажете ми, постои ли шанса било која една влада во Македонија да ја спречи белата чума? Така, ова е прашање на кое што станува многу емотивен и можеби едно од главните мотиви зашто се вклучив и волку активно во политиката и зашто одлучив политичкиот активизам да го на некој начин преместам во институциите на државата, заради тоа што сакам нешто тоа да променам. Едноставно мора да признаеме дека во изминативе 30 години со исклучок на одреден одблесок не направивме можеби доволно за да ги останевме младите луѓе во оваа држава, да ги задржиме тука. Во 90-тите години имаше една генерација на македонски младеж која што беше позната како загубената генерација и многу ми е криво што изминативе 3 години тоа се повторува. Иселувањето секогаш постоело, секогаш постои во развиените европски земји или во земјите кои што се можеби економски помокни од нас, али како изминативе 3 години верувам дека ќе се согласите со мене, таков наплив бил забележан само во 90-тите години. Тоа ме боли и тоа сакам да престане. Сметам дека во проектот за обнова на Македонија можеме да понудиме квалитет за тие луѓе да останат тука. И ова не го кажувам како политичка флоскула, туку сум сигурен во реализацијата на тие проекти кои што седат таму. Сакам да им кажам на младите луѓе дека ние како генерација, јас, вие и останатите млади луѓе во оваа држава сме многу способни. Сме навистина квалитетни и можеме тоа да го промениме. Тие што биле пред нас имаат секакви забелешки, имаат и грешки, а можеби не биле доволно способни како нас. Можеби од нас треба да почне обновата и ние треба да направиме и да создадеме услови луѓето да останат тука. Не можам да најдам зборови да ви објаснам како се чувствувам кога се обидувам да убедам некого да остане во оваа држава, дека треба да се бори. Некако ми пречи што како на лента, како на стереотип лента некако идат процесите во животот на младите луѓе, како да мора да завршите основно образование, средно образование, високо образование и потоа како да мора да се иселите. Не мора да се иселите. Не мора да се иселите. Можете да направите многу повеќе работи во оваа држава. Можете да се борите. Можете да изберете опција која што ќе ви овозможи квалитетен потенцијал за да успеете во оваа држава. Ке се борам со младите луѓе затоа што и јас сум еден од нив, сум испратил многу врсници и тоа сакам да престане. Така да, како што кажа во претходното прашање, ги мотивирам младите луѓе да го дадат гласот за оној за кој што сметаат дека ќе направи повеќе за нив. Во оваа држава имаме ние нешто и изградено, нешто треба да градиме од темели, ама да не го напуштаме. Да веруваме дека не треба да се гради на ново, туку дека може да се обнови, дека можеме да работиме повеќе. Еве, палката на штафетата е дадена во наши раце, па да покажеме ние што знаеме. И кога за крај, во вашите јавни излагања се зборувате за општина Ѓорче Петров како да се локални избори. Кажете ми, зошто? Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на општина Ѓорче Петров? Кои се вашите заложби за таа општина? Точно, Никола, добро прашање. Многумина ми забележуваат, можам да кажам слободно. Да, јас сум кандидат за пратеник за изборната единица 2, но сепак потекнувам од Ѓорче Петров. Централната власт има многу можности како да го подобри животот во локалните самоуправи, односно во општините. Да бидеме искрени, да бидеме реални, општините не се толку финансиски мокни да ги нормално исполнат очекувањата на граѓаните или да инвестираат онамо каде што граѓаните имаат одредени потреби, а и одредени надлежности се во рацете и во можностите на централната власт. Конкретно, еден од најголемите проблеми во Ѓорче Петров, училиштето, основното училиште во Хром и во Новосело, тоа е под надлежност на Министерството за образование, тоа треба да се надгради, амбулантата во Дексион, новите градинки, одредени комунални проблеми, сето тоа може државата да интервенира и да го подобри животот на моите сограѓани. Во изминативе 3 години можам да кажам дека не се инвестираше доволно и тоа да го потврдам со факти. Нема ниту еден отпочнат, ниту па завршен проект од централната власт во Ѓорче Петров, а можеа, имаа можност, има и време. Не го направија тоа. Сметам дека тие луѓе немаат визија и мисија како сакаат да изгледа Ѓорче Петров за еден мандат. Ги решаваат проблемите согласно стратегијата купи ден продај, или како опозицијата ќе притиска или ќе излегува јавно или ќе разговара со граѓаните во обид да ги реши нивните проблеми, па за да изгаснат некој пожар, така решаваат одреден проблем. Тоа не е сликата што јас сакам да видам во Ѓорче Петров. Јас ќе бидам пратеник во Собранието на Република Македонија и ќе можам да влијам во формирањето на наредниот буџет или ќе можам преку инструментите кои ќе ми бидат дадени како парламентарец
да притискам и да лобирам за да се реализираат проекти во Ѓорче Петров. И тоа имам намера да го сторам. Тоа е суштината и тоа е целта на мојот мандат во собранието. Јас сметам дека владата може да биде партнер на Ѓорче Петровци и владата може да биде многу присутна во овој дел. Ние имаме уште неколку проблеми кои што треба заедно да ги решиме како општина со владата на Република Македонија и после тоа можеме да се заангажираме за решавање на одредени ситни проблеми во општината. Ама овие крупните ни треба поддршка од владата и ни треба влада која што ќе биде партнер со граѓаните, а тоа се покажало во минатото барем за Ѓорче Петров дека е ВМРО ДПМН. Имаме безброј проекти кои што сме ги реализирали, кои што се конкретни, кои што граѓаните може да ги видат и врз основа на тоа да направат споредба која влада ќе размислува, ќе мисли и ќе прави подобро за моите сограѓани. Така да мојата цел како пратеник ја гледам токму тука и јас ќе влијам, ќе лобирам и ќе притискам, што е најважно, владата да вложува во многу проекти во Ѓорче Петров. Бојан, ви благодарам за вашето гостување во Кратки црти. Благодарам, Никола. А на гледачите им посекувам пријатен ден и читајте Сигнал МК.